Регионалниот штаб на Регионалниот центар за управување со кризи од Кичево денеска ја одржа својата 34-та седница на која се расправаше за меѓуресорската координација на задачите и активностите кои треба да се преземат во предстојната зимска сезона 2016-2017 година во случај на појава на поинтензивни снежни врнежи, снежни наноси и лавини, а се разгледа и програмите и оперативните планови за зимско одржување на патиштата на субјектите од СУК кои имаат обврска да се подготвуваат за зимскиот период. Покрај редовните членови на штабот за управување со кризи, повикани си и други гости од други институции, како на пример представник на Македонија ПАТ, представник на јавното претпријатие Комуналец, повикана е фирмата Трансмед, заради тоа што сметаме дека сите овие фирми можат да помогнат во услови на поголема појава на снежни врнежи. Што се однесува до зимското одржување на локалната патна инфраструктура, општина Кичево навремено ги има преземено сите активности. Во таа насока изготвена програма за зимско одржување на локална патна структура. Исто така во моментот се води електронска аукција во однос на тоа кој економски оператор ќе ја добие постапката, односно ќе биде избран и ќе склучи договор со општина Кичево за зимско одржување на локална патна инфраструктура. На седницата се расправаше за подготвеноста на институциите кои се надлежни за чистење на патиштата од снег во предстојната зимска сезона. Во текот на предстојниот зимски период, согласно законските обврски кои произлегуваат од Законот за управување со кризи, сите засегнати страни ќе бидат во постојана комуникација и координација со цел поефикасно надминување на последиците од сите опасности и ризици кои би можеле да го пореметат нормалното живење и снабдувањето со основни прехранбени продукти, лекови и друго на населението, особено оние жители кои живеат во населени места кои се со поголема надморска височина.